Господе Боже, што ми го даде, за да не води струмица само напред да води. Овие избори ги терам со леснотија, заради тоа што не работам само кампања, па сум меѓу луѓето. 4 години работев со љубов за нашата општина. 4 години се радував, како и вие што се радувавте на секое ново дело. Срцето ми беше полно кога овде завртив да протече вода конечно во Просениково. Се радувавте вие, но и јас се радував заедно со сите вас. На секоја педа асфалт се радува. Едно пладне беше лето. Немаше никој. Беше Роби овде и не знам кој друг. Дојдов да го видам игралиштето. Дојдов оти се радував. Стигнаа убави пораки дека младите се постојано внатре. Се радуваат и играт. Конечно добиле игралиште. Се радував за секое дело заедно со сите вас. Јас важам за еден од луѓето во политиката кои што со мене почнаа да дојдат и булдожерите по нашите села. Велат луѓето, селата ни беа заборавени. Кога доаѓа во 2005 година Илија Спасов овде и многу други ми велеа градоначалниче, ти си човек од село. Мораш да работиш за селата. Ако селата имат и градот ќе има. Правете проекти, правете и улици, води, канализации, да работиме за населените места. Така учев, така сум задоен. Денеска сме општина која што има реализирано најмногу проекти од било која општина во Република Македонија. Јас сум човек кој што обично ги памти работите. Ме следите и на ВИС, и на дебатите кои што ги имаме овде на собери на граѓани, ги знам работите. Но направи 2360 проекти. Овде во Просениково имаме многу проекти и не ги знам на памет. Се многу и ќе ги прочитам. Ќе ги прочитам, оти за секој проект се гордеа. Најголемата гордост во Просениково ми е водоснабдителниот систем за Просениково. Направивме проект, ја изградивме цела водоводна мрежа за граѓаните на Просениково. Денеска Просениково има здрава и квалитетна вода за пиење. Асфалтирање и уредување на улицата од црквата до центарот. Поставување на втор слој на улицата во село Просениково од влезот до излезот. Тампонирање на патишта во Просениково. Полски патишта тампониравме. Поставување на тротоар од центарот до училиштето. Оградување со бетонска и челична ограда на чешмата. Изработка на главен проект и проектна документација за фекалната канализација за Просениково. Поставување на нови вандарми. Реконструкција на домот на културата внатрешна, доуредување на домот, реконструкција на домот на пензионерите. Регулирање на реката во село Просениково. Санација и покрив во училиштето Гера Сунев Просениково. Промена на прозорците во училниците на училиштето. Изградба на спортско игралиште. Оградување на спортското игралиште со мрежи и профили. Оградување и уредување на фудбалско-тревното игралиште. Чистење на одводен канал во Просениково југозападно. Чистење на канали во Просениково кон гробиштата и уредување. Зелени површини и паркови во Просениково. Една работа нека кажи ВМРО што има направено. Една работа нека дојдат моите против кандидати и против кандидатите на овие советници и нека кажат ова е наше дело во Просениково. Една единствена нема. И не е фер, и не може да чекат гласови од Просениково. Во Просениково ми дадоа доверба 2005 кога треба само да ми веруваат. А денеска после толку дела се знае резултатот во Просениково. И градот чека резултат од Просениково. Затоа, почитувани пријатели, во ова време кое што сме исправени пред одлука,
Сакам да знаат и да ве потсетам. Општините стануваат се позначаен фактор за секое населено место, за градот, но и за секое семејство. Со сите наши надлежности вршиме многу работи према граѓаните. Допираат многу потреби и проблеми на граѓаните до општината. Не е се исто кој ќе ја води општината и во кој правец ќе се движи општината. Општина Струмица има одлична тенденција. Важи за прва и најдобра општина во државата. Тргнавме по селата да работиме. Не смееме да дозволиме сега да застанеме. Не смееме да правиме експерименти, макар со давање минимална подршка на другата страна. Јас велам вака, секогаш овие години признавав дека не сум незаменлив. Може да ме победат на избори, но единствено ако работат повеќе од мене, ако има повеќе проекти, централна власт, 7 цели години имат власт во државата. 2 милиарди и 750 милиони евра има буџет централната власт. Најголеми полначи на овој буџет се земјоделците преку данокот. Економијата наша е земјоделието. ДДВ плаќање, персонални даноци. Цело време. Сега почна и сметки да блокираат за да има пари во овој буџет. Може да ме победат, но нека сработат за овој наш народ. Да се надпреваруваме. Тие да сработат, заев да сработи, општината да работи, државата да сработи. Само така нашиот народ ќе има полза од нас политичарите. Ние ќе се надпреваруваме, а кер ќе видат граѓаните. Тоа е исправниот начин со кој што треба да се води политика. И само така и тие што не се овде, и тие што се од другата страна, да знаат, само со надпревар кој повеќе сработи за овој наш народ, ќе не ја биде Македонија. И заради тоа, на овие избори, почитувани пријатели, јас ќе се потрудам заедно со вас. Јас да останам градоначалник, а Васил Пишев пратеник. Тој да работи со централната власт за Струмица, јас да работам со општината за Струмица. Така ќе има повеќе. Ќе изгуби на овие избори, ама нека продолжи да работи ако сака да бара подршка од овој наш народ. Сакам денеска да ви соопштам. Направивме анкета. 2,5 пати водиме повеќе од нив. 50% се луѓето за нас, 20% се за нив. И тоа не паѓа од небо. Тоа се случува со континуирано работење и следење од страна на граѓаните, кои што сработил за нив. Јас не сум човек кој што критикува, но многу ни се пресни поплавите овде во Просеникова. Морам да спомнам, за да не биде поука на сите, надлежности над регулација на реките и речните канали има владата. Надлежности над полето и полските патишта има владата. Кога поднесовме амандмани, кога пуштавме 17 пати писма да се регулираат речните горите и канали, да се тампонираат патиштата, од и нашиот народ живее од полето, од таму чека пари. Ако тој има и градот има, да добие фер шанса, на прва ги одбија тие амандмани. Мојот против кандидат има снимки, кружат и по телевизии, и по медиуми, и по интернет. Вели дека нашите реки и канали биле чисти како аптека. Па сега видовме каква штета нанесоа на луѓето. Ама кога дојдоа поплавите, веднаш притрчаа. На време се мисли. Треба да се ја гледаме работата. Чистење на сите реки и канали во цела Струмичка котлина чини како една мала скулптура во Скопје.